Председателка на чествувањето во Ватикан на венецот кој што беше положен не беше напишано името на државата. Зошто? Зошто не беше напишано името на државата? Прво, знаете дека тие лентите не се многу големи. Разговаравме во кабинетот. Имавме и различни мислења меѓу себе, морам да кажам. Например, јас имав мислење дека може да биде РС Македонија, например, бидејќи инаку немаше простор, но некако на крајот рековме дека може би бидејќи јас сум начело на делегацијата државно-црковна, би можело и ова да биде некое решение. Знам дека може да има забелешки, ги разбирам многу од нив се логични, бидејќи точно Македонија ја представуваме тамо, но веројатно во време кога, како што знаете, после мојот говор, не после моето избегнување на говорницата на официјалното име на државата, односно после определувањето за Македонија врз основа на правото, како што реков деновиве, на самоопределување и самоидентификација или слободата на изразување на мислата, се одлучивме за ова решение. Не мислам дека тоа е не знам каков проблем, ниту негирање на Македонија, ниту негирање на државата, впрочем, се знаеше која е делегацијата и кои сме ние. Нам ни се чинеше тоа решение во тој момент дека е најдобро.